Вчера дел од земјоделците повторно покажаа дека не им е грижа за ништо и за никого, па без трошка одговорност го запалија речиси цело ризово поле. Тоа се тие исти земјоделци кои од државата бараат субвенции, повисоки откупни цени и разни други поволности за својата дејност, според принципот кога се работи за правата, дајте ни ги, а кога се работи за одговорноста, не дирајте. Денеска екипа на телевизија Кочани излезе на терен покрај опожарените стрништа и полиња и можеше да го почувствува мирисот на чати изгорено. Можеше да ги види и пеплосаните ниви. Ова позади мене се последиците од вчерашните пожари кои ги зафатија оризовите полиња и кои во текот на денот и во вечерните часови добија неконтролирани димензии. Изгорените стрништа сведочат на неконтролираното и неодговорното однесување на поедини земјоделци кои покрај многобројните апели сепак продолжуваат да ги палат стрништата. За тоа какви последици и колку штети има направено, ќе бараме информација од територијалната противпожарна единица Кочани. Проблемот е што со децении наназад стручњаците и надлежните постојано зборуваат за штетноста од палењето на страништа. Имено наспроти само една придобивка, а таа е полесно орање на нивите, Кочанското поднебје трпи многу други последици како што се загадување, опасноста за имоти и населените места, уништување на животинскиот свет, полезен дивеч и секако уништувањето на хумусот во почвата. А после некој ќе коментира дека ѓубривата биле скапи, препаратите неефикасни и слично. За тоа каква битка со огнената стихија водеа вчера пожарникарите, доброволците и другите граѓани, од изјавата на командирот на територијалната противпожарна единица од Кочани, Драган Апостолов. Текот на вчерашниот ден имавме повеќе интервенции. Првата интервенција беше дојавена во 12 часот и 30 минути. Интервентиравме на повеќе места во село Горни Подлог, Долни Подлог, Уларци, при Бачево, најкрично беше во селото Градовци и патот помеѓу Градовци Мојанци, каде што беа зафатени и дел од помошен објект, беа изгорени и земјоделски машини, балирачка, косачка и некои други делови од земјоделските машини. Интервениравме со 6 возила, од кои беа 3 навални возила и 3 теренски возила джип, и целата единица беше мобилизирана од 16 души. На помош се разбира ни дојдо и доброволното противпожарно друштво со нивното возило, со едно возило и 8 доброволци. И како знаете дека секој са ни од помош. Значи активни бевме скоро 14 часа. Првиот пожар се јави во 12 часот и 30 минути, како што реков, и се надоврзува дојави пожари по селата и каде бевме распространени целата површина на земјоделска површина, така да кажем, и распоредени пред куќите на селата. Состојбата денеска исто е алармантна, моментално во село Горни Подлог, каде што има зафатено и дел од фурна во двор. Нашите колеги се уште на терен и исто така на терен искочи и инспекторот за шумарство и земјоделство заедно со МВР. Дефинитивно палењето нема да престане додека не почнат да се применуваат санкции. Не може во селата како Грдовци или при Бачево граѓаните да не знаат кој ги запалил страништата. Подпалувачите може да се лоцираат и од местото од каде се појавил пожарот. Плюс, оваа појава се повторува секоја година и се знае во кои денови, главно во јануари и февруари пред почетокот на орањето на нивите, кога времето е суво и дува ветер, за да го рашири што подобро и што повеќе пожарот да ја разгори сламата. Сето тоа се добри појдовни траги за да се откријат сторителите.